Искрен поздрав, почитувани гледачи. Ако ги имате своите Библии, отворете ги денеска со мене во првата книга на почетокот од Библијата, во книгата на Битие, во 4 глава, или првата книга на Мојсие. Мојсие напишал и ги забележал овие вредни информации со цел да ни бидаат водилка нам, кои што денеска се бориме со многу предизвици. Но кога читаме во Библијата, читаме дека Бог како творец на се што е видливо и невидливо ствара еден совршен свет. Во тој совршен свет става едно семејство, маж и жена. Тој ги благословува и им вели: плодете се, множете се и наполнете ја земјата. И токму денеска читаме во 4 глава како во фамилијата на Адам и Ева се раѓаат првите деца. И како во човештвото влегува проблемот со кој што и ние денеска се бориме. Но погледнете за што станува збор. Вели вака: Адам ја позна својата жена Ева, а таа зачна и го роди Каина. Па рече: добив машко чедо со помош на Господа. Потоа го роди Авел, братот Каинов. Авел стана сточар, а Каин земјоделец. Еден ден Каин му принесе на Господа жртва од плодовите на земјата, а и Авел принесе од првородните на својот добиток и од мрсното. Господ погледна милостиво на Авел и на неговата жртва, а ни погледот не го сврати кон Каина и неговата жртва. Затоа Каин се налути многу и лицето му се промени. И Господ му рече: Каине, зошто си лут? Зошто ти е променето лицето? Кога работиш исправно, светиш од насмевка. А кога не работиш кога не го работиш онаа што е право, гревот ти лежи пред врата, што дебне врз тебе. Но ти, Каине, се уште можеш да му се спротиставиш. Каин пак му рече на својот брат Авел: ајде да излеземе. И откако се најдоа во полето, Каин скокна на својот брат Авел и го уби. Потоа Господ го праша на Каина: каде е брат ти Авел? Не знам, одговори, зар сум јас чувар на својот брат? Ке застанеме овде и понатаму повторно ќе читаме од Библијата, но погледнете она што е многу интересно овде. Брат го убива својот брат. Зарем е можно толку човекот ниско да падне? Да го убиеш сопствениот брат? Драги пријатели, живееме во свет во кој што е неразбирливо, несфатливо. Зошто луѓето влегуваат во туги животи со цел да ги уништат? Што е тоа што кај човекот се јавува како потреба да нанесе болка на друг човек? Што е тоа што кај човекот доаѓа и се ствара една идеја, дека во неговата глава се раѓа потреба да планира, да нанесе болка на друг човек? И не само тоа, како е можно човекот покасно мирно да спие? Замислете, во 1920 година, па се до 21 година, се случуваат едни од најтешките злодела во човечката историја. Само во Русија, во тоа време, во таа година, Ленин убива 20 милиона луѓе. Како е можно тој човек нормално да живее? Злото од човекот не ствара само злосторник. Злото од човекот ствара демонски демонски створен ум кој што представува еден живот на
kanibalist. Dragi prijatelji, Adam i Eva se stvoreni od Gospod da žive sovršeno bez bolka, no želbata da postanat nešto povеќе od тоа što se stvoreni доведува покасно да животот им се претвори во ноќна мора. Секогаш кога човекот се замислува дека тој може да биде повеќе од онаа што Бог наменил за човекот да биде, човекот паѓа толку ниско, што брат брата го убива. Знаете, со години наназад кога гледаме и учиме од историјата, можеме да видиме дека баш ништо и не сме научиле. Кога завршува 19. век, филозофите зборуваат дека 20. век ќе биде век на мир, на љубов, на помагање еден на друг, дека човекот ќе се воздигне толку високо, што ќе биде пример за целата планета што тоа значи да бидеш еден креативен ум кој што ќе ги сакаш другите луѓе. Но кога 20. век завршува, ние ќе кажеме не е баш така како што луѓето на почетокот на 20. век зборувале дека 20. век ќе биде век на мир, на љубов. Александар Солженици ќе каже дека 20. век беше век на канибализам, каде што брат брата го убива. Адам го добива своето прво дете. Се раѓа радост. Се раѓа и второто дете. Но уште овде во Библијата гледаме дека нешто не е во ред. Кога се раѓа првото дете, се зборува за некаква гордост, кога се раѓа второто дете, како да не е добре дојдено. Знаете, кога Бог го благословува на Адам со семејство, тоа го прави на еден начин на кој што на Адам и на Ева им дава одговорност да ги подигнат своите деца, да бидат паметни, но и повеќе од тоа, да ги усмерат нивните деца, да му служаат на Господ. Но овде гледаме, едниот постанува сточар, другиот постанува земјоделец, и двајцата донесуваат жртва пред Господ, но едната жртва е прифатена, другата не е, се јавува љубомората и покасно доаѓа убиството. Зошто Бог ја прифаќа жртвата на Авел, а не жртвата на Каин? Затоа што гледаме дека Авел принесува со понизно срце, Каин со едно гордо срце. Како да му вели на Господ, гледаш, ти го давам твојот дел. Секогаш кога човекот гордо ја подига својата глава, со цел да каже дека тој вреди повеќе од другите, тој човек завршува неславно. Авел понизно жртвува и Бог го благословува со прифаќање на неговата жртва. Каин гордо жртвува и Бог ја отфрла неговата жртва. Или точно, Каин жртвува без вера, како должност да му е тоа, а Авел со длабока понизност, мотивиран од чиста вера кон Господ и љубов. Интересно. Каин е луд. Но Бог како да сака на Каин да му помогне, вели: Каине, зошто си луд? Зошто ти е лицето толку мрачно? Нема насмевка. Изгледа, Каине, дека нешто правиш што не е добро. Се уште, Каине, можеш да се спротиставиш на тоа. Секогаш кога човекот ќе направи нешто што не е добро, Бог му испраќа порака и му вели: човеку, промени се, не прави го тоа. Бог никогаш не молчи кога е потребно на човекот да му се испрати порака. Бог секогаш сака на човекот да му даде до знаење дека е потребна промена. Но Каин тоа не го прифаќа. Каин го повикува својот брат, го изнесува во поле и тука, кога никој не гледа, го убива.
Погледнете, кога ќе направиш едно недобро нешто, тоа раѓа поголемо недобро нешто. На почетокот Каин е само луд, но сега постанува и убиец. Злото е прогресивно, но прогресивност која што води кон деструктивност. Не само што нанесува болка на другите, туку нанесува болка и кон самиот себе и го уништува семејството. Пријатели, слушам како луѓето на сите места тука по Македонија зборуваат, велаат вака, нема иднина за Македонија. Овие што дојдоа сега на власт се полоши од оние кои што беа. И вистина е така, тие се полоши, но и оние што ќе дојдаат после нив ќе бидат полоши од овие. Зошто го велам тоа? Не е проблемот до државниците, проблемот е до народот, до мајките и татковците, бабите и дедовците. Проблемот е до семејството. Личното библиско воспитување во семејството е исчезнато. Светот во кој што денеска ние живееме го формира умот на малото детенце да биде деструктивно преку филмовите, преку реалити програмите. На секое место, каде и да дојдеш, медиумскиот простор, информативниот простор, образовниот простор ни е загаден. И нормално е дека ние денеска, драги пријатели, ствараме една генерација која што, на жалост, која ќе почне да владее, ќе биде многу полоша од оваа кој што денеска владее. Секое зло на кој што му е дозволено да се развива и не се сопира, тоа зло е како пошаст која што зазима се поголем и поголем дел од просторот. Кога Бог наумува да го створи човекот и на човекот му дава семејство, му дава и љубов, но како да ние денеска немаме време да покажеме љубов кон нашите деца, толку сме запослени. Платата е секогаш премала, потребите се секогаш толку големи, живееме надвор од можноста на онаа што го ствараме и во желбата да се докажеме во светот дека сме успешни, забораваме дека децата имаат потреба од родители, да мајката и таткото седнаат да разговарат со своите деца, да им покажат дека треба да се почитуваат како брат, како сестра, да ги почитуваат другите околу себе. Затоа Каин го убива на Авел, бидејќи нема љубов, нема почит. Затоа денеска ние имаме можност да го гледаме Каин на секое место, тргнувајќи од македонскиот парламент, завршувајќи до Европскиот парламент. Па од најмалиот до најголемиот степен на одговорност гледаме како луѓето да немаат милост едни кон други. Лутината е присутна и нервозата на секое место. Бог доаѓа и вели: Каине, зошто си луд, зошто си нервозен? Се уште можеш да ја вратиш на смевката, но Каине, потребно е да сватиш дека си само човек, дека ништо не си подобар од Авел. Каине, кога ќе го разбереш тоа, кога ќе го сватиш тоа, Каине, ќе се спротиставиш на злото. Погледни го твојот брат Авел, понизно донесува од онаа што го има и со понизност жртвува. А ти, како да не ти е воопште право тоа што го правиш. Првото убиство се случува во Библијата. Брат убива брата. И погледнете сега понатаму, вели: потоа Господ го праша на Каин: каде е твојот брат Абел?
Ne znam, odgovori. Zar sum ja čuvar na svoj brat Avel? Gospod produži i veli, što napravi Kaine? Slušaj, Kaine, krv na tvoj brat vika od zemljata kon mene, zato bidi proklet na zemljata. Bog veli, Kaine, kada je tvoj brat? Zamisli, Bog saka da bratot ima griža za svoj brat, sestra za svojata sestra, sosed za svoj sosed, čovek da pokaže griža kon drugio čovek. No nije deneska povejke se grižime za materijalните dobra отколку да се грижиме за луѓето. Денеска во кругот на скапите машини човекот ја губи вредност. Па така, ако работникот се повреди на работно место, работодавачот како и да не забележува, но ако тој исти работник ја скрши скапата машина, можно е да добие отказ, да му се скрати од платата или да биде оптужен за уништување на материјално добро. Но кога луѓето умираат, тогаш мокниците велаат ќе помине тоа, ќе заборават. Но Бог не заборава. Кога Каин го убива својот брат Авел, Бог не заборава и вели, Каине, каде е твојот брат Авел? Библијата вели дека еден ден човекот ќе даде одговор за тоа како човекот се однесува кон другиот човек. Најголемата вредност која што се наоѓа во светот носи име, а тоа име е човек. А човекот го носи ликот Господов, бидејќи човекот е створен на слика Господова. Затоа Бог покажува грижа и вели, Каине, каде е твојот брат Авел? Ти го уби, крвта на твојот брат вика кон мене, проклет да бидеш на земјата. Каине, не можеш да чувствуваш дека ќе бидеш благословен во идните години, бидејќи ќе бидеш проколнат. Каква е вредноста на човекот денеска во Република Македонија? Колкава е вредноста на човекот? Човекот ја губи вредноста. Знаете зошто? Затоа што го напуштивме на Господ. Кога човекот се свртува и му свртува грб на Господ, човекот постанува безвредно суштество. Човекот ја наоѓа единствено својата вредност кога го почитува својот Господ, кога ги почитува неговите закони. Но некој ќе каже, па чекај, јас си верувам во Господ. Јас си во црква одам. Драги пријатели, да, верните луѓе одаат во црква. Верните луѓе го почитуваат на Господ. Но не може од иста уста, од извор да излегуваат и псовки и благослови. Од еден извор не тече различна вода, не може да тече и горка и сладка вода, вели Библијата во посланието на Јаков. Многу луѓе денеска велаат, но такво е времето. Какво е времето? Ти се допаѓа тоа време во кој што ти денеска живееш? Ти се допаѓа со тоа што те лажаат, ти нанесуваат болка, те малтретираат, ќе кажеш не. Но погледни како се ти однесуваш кон другите кои што се испод тебе. Секој Каин ќе го убие својот брат Авел. Затоа Библијата не повикува да го промениме начинот на животот. Да денот го започнеме со читање на Библијата, да денот го завршиме со читање на Библијата, да започнеме еден реален однос со Бог, во кој што мажот ќе ја почитува својата сопруга, сопругата ќе го почитува својот сопруг, децата ќе гледаат пример во своето семејство како таткото и мајката се сакаат помеѓу себе. Образованието на човекот започнува во семејството.
Ако во едно семејство децата гледаат само кавга, псовки, лажење, таткото има свој паричник, мајката има свој паричник, таткото има љубовница, мајката има љубовник. Што мислиш, какви ќе бидат тие деца? Каков живот ќе имаат? Па не е ни чудно да денеска нашите политичари повеќе не личаат на манакени отколку на политичари. Зошто? Затоа што многу од нив се единствено способни да бидат манакени. Да се прошетат по модерна писта, да покажат дека се нешто вредни, а гледаат сите околу нив дека не знаат 2 плюс 2 колку е, да им дадеш 2 желки ќе ги изгубат. Ама се многу брзи кога треба да го убијат својот брат Авел, бидејќи гледаат можност да бидат загрозени од својот брат Авел. И затоа ги бираат подобните, а способните се убиваат како Авел. Но Бог не гледа така, Бог гледа со други очи. Каин вели, никој не ме види, никој не знае дека го убив својот брат Авел. Немаше никој ополе, но Бог вели, Каине, јас видов. Во оној момент кога си направил нешто што не е добро и мислиш дека никој не знае, има еден кој што знае и тоа е доволно што тој знае и затоа си проклет. Затоа си проклет. Бидејќи секој што сади зло, жнее зло.